Па сами можете да заклучите каква е здравствената состојба на едно лице кога 55 пати, со бројки и со букви, 55 пати е носен на здравствени интервенции. Тие здравствени интервенции не се ништо друго, туку едно алиби дека нешто се прави. Но ништо не се прави, туку се обидува да се одржи некаква си далеку од нормална состојба, за да по секоја цена он се носи на судење. Инаку е далеку од добра здравствената состојба на обвинетиот Бојан Јовановски. За напоменување дека пред неколку дена повторно му се земани узорци, односно материјали од улцерот, односно од неколкуте здебелени чирови што ги има во она што е останато од неговиот желудник и пратени се на хистологија да се утврди дали станува збор за можен карцином. Една работа, имаме известие каде што се наведува по 100 пат од субспецијалист дека треба да се спроведе хигиено-диететски режим. Јас не знам кој лекар веќе во Македонија треба тоа да го напише. Јас можам емпириски сега да ви вадам документ по документ од различни субспецијалистички установи, сите од јавното здравство во Република Македонија. Не може сите лекари да грешат. Сите лекари се сложни во едно дека истиот треба да биде подвргнат на строг хигиено-диететски режим. Ајде вие објасните ми како може тој хигиено-диететски режим да се спроведе во истражниот затвор Шутка во Скопје. Тоа е затвор, јас не го обвинувам затворот, но тој режим не може да се спроведе таму. И тука има и уште една друга работа. Значи, станува збор за класична дискриминација, каде што тројца обвинети, всушност еден осуден и една друга сообвинета, само обвинетиот се наоѓа во притвор. Нити една пресуда на Европскиот суд за човекови права во Страсбург ова не го дозволува. Од апелација имате одговор? Немаме одговор во апелација, очекуваме јавна седница која што ќе биде многу брзо. Они знаат да закажат и еден час пред одржувањето, така што многу брзо очекуваме и јас ќе ја презентирам целокупната здравствена документација која што не е мала и каде што секаде се кажува дека треба да се спроведе хигиено-диететски режим. Споминавте нешто лекување во странство или погрешно во 4 февруари е одредена интервенција, зашто стана? Ма тоа е една од многуте интервенции. Повторно ви кажувам, тоа е алиби. Алиби за да се каже дека нешто се превзема за неговата здравствена состојба. Јас ги имам сите документи. Да, ќе го однесат таму, ќе му направат лабораторија, ќе констатираат тоа што го констатираат од првиот ден во притвор и еве ние нешто правиме. Но што правиме? Барате да се односи во странство на... Не, ние не сме побарале да се однесе во странство, но дадената е целокупната документација и во референтни странски установи да го дадат своето мислење. Но не е потребно тоа. Нашите субспецијалисти кои што се врвни професори го кажуваат тоа. Сите до еден го кажуваат. Така да не може сите да грешат. Имате ли по-конкретни информации од каде доаѓаат притисоците? Можете да видиме да секунда. Молам? Каде доаѓаат притисоците? Што го зборуваше минатото? Дали се уште добива закон? Не би го коментирал тоа, затоа што немам дозвола од мојот клиент за тоа да коментирам. Јас се осврнувам на здравствената состојба, но сакам да кажам дека доколку се случи нешто со Бојан Јовановски, јавно кажувам, многу лица ќе бидат опфатени со кривични пријави. Многу лица ќе бидат опфатени. Кој како сака нека го свати тоа. Ова е изживување. Дали вие како новинари сте имале некој за 6 месеци да биде носен 55 пати во болница? И при тоа да биде уште недела дена хоспитализиран. Јас таков случај за 29 години
адвокатски стаж, немам виден кој како сака нека ме свати.